Добро вечер. Гледате 360 степени. Второстепен орган го задолжи јавното предпријатие за државни патишта да ни го даде договорот за автопатите со Бехтел и Енка. Од договорот има една клаузула каде што вика дека ова деловна тајна и за да се објави овој договор треба да се согласи и партнерот што е Бехтел и Енка. Откриваме што предвидува договорот за јавно-приватно партнерство меѓу општина Тетово и словенечко-австриската фирма за собирање на отпадот. Зошто приватна фирма би успеала да стави ред во наплатата кога општина Тетово не успеваше толку време? НПК Тетов, ка генеруар борџе шумте вјетраде, ка ќе не памундорње ситуација тилтјата вандош рен. МВР верува дека пилот проектот за достава на личните документи на домашна адреса ќе го олесни процесот на нивна замена. Полициските службеници неколку пати доаѓаат на домашна адреса да го пронајдат лицето и доколку во рок од 7 дена не се пронајде лицето, тога се враќа документот во Македонската радиотелевизија. Во лабораторијата на Машинскиот факултет во Скопје група студенти работат на првиот македонски болид со кој ќе одат на светски надпревар. Надпреварувањето е пак инженерство. Не е само да се купат делови, да се склопат и да се оди. Треба некои пречки да се надминат. Кои лични документи со новото уставно име ќе стигаат на домашна адреса на граѓаните? Дали ќе им стигнат дома на сите што досега се фотографирале или само на апликантите по одреден датум? Што ако нема никој дома? Ова се само дел од прашањата поврзани со промената на личните документи, откако стана јасно дека одлагање на рокот не е можен и дека решението за што поефикасен процес треба да се бара дома. Галена Николовска-Ризвановиќ. Полициска станица Пролет во Скопје. Веќе 1 час редот за фотографирање за лични документи стои во место, бидејќи никој не ги повикува граѓаните внатре. Тропајте некој, Сад време чекаме. Сад време. Од 4 што беа луѓе поминува. Ние сме од 6 и пол. Од 3 ноќе, жена стара шпие со 4. Позади 20 души пуштаат од тука тројца. Наеднаш вратата се отвора и од неа излегуваат луѓе кои се непознати за оние што чекаат пред врата со часови. Извинете, што ви кажа, кога ќе бидат готови личните документи? За колку време? Вие се откажавте? Кога се пак имат греб? Се одам, откажувам од 6 саат од Сомалија. Море од 3? Од 3 има тука луѓе што дојдо. И има друга врата некој од таа страна, од таму си влегуваат. И денеска беше за деца многу пуштаа мали, а тука пуштаа по двојца, по тројца само. На секој 40 минути. Како што пишува на вратата, во полициската станица Пролет е можно фотографирање за замена на лични документи без закажан термин, но до 15 часот. До колку работите, дечко? До колку работите? И покрај тоа што заврши времето за прием на странки, поупорните се надеваат дека ќе успеат да стигнат до шалтерите. Ова е катастрофа, што го прават државата. Ако менја име, нека менја, да си најде некој распоред и нека си најде некој убав начин на менавање. Не може некој луѓе од кардиоваскуларни болести за болезени, некој од епилепсија, некоја друга болест за болезени и вака да чекаат. Од Сабајле стварно немам пиено ни таблети ни ништо. У 6 кога дојдов беше редот таму докај паркингот. Тука и паркингот беше редот. У 6 сабајле кога дојдов. Значи луѓето дошле од 3-4 ноќе. Жената си спиеше овде пред врата. Во 8 месец треба да одам со терминот да ги направам лична карта и дозволата. Во 8 месец, до 8 месец да умрам. Денеска више не доаѓа. Сцените пред полициската станица Пролет покажуваат дека и понатаму е тешко да се дојде до апликација и фотографирање за документи со новото уставно име Република Северна Македонија за луѓето кои од разни причини не стигнале до термин. Кај оние што пак успеале да се фотографираат има друг проблем. Никој не им кажал или не ја слушнале најавата дека полицијата дома ќе им ги носи личните карти и возачките дозволи.
Извинете, што ви рекоа за колку време ќе ви бидат готови документите? Не кажа ништо, само река ќе... А ќе ви ги достават дома или? Не. Морате лично? На керката стигна. Таа беше да ја дине личната карта и рекоа преку пошта ќе ви испратат полицијата. Ама ние отидовме лично таму и ја подигна керката. И ни рекоа таму, вика, преку пошта ќе ви ги испраќа. А ако скопјани не знаат за домашната достава или тоа не им го кажуваат службениците кои ги фотографираат, тогаш е известно дека ќе продолжат да доаѓаат по документи во зградата на Македонската радиотелевизија. На првиот кат се наоѓаат просториите на МВР за подигнување документи. Во разговор со граѓаните кои таму чекаа, повеќето ни рекоа дека немаат слушнато за можноста до дома да им се достават личните карти и возачките дозволи. Чекаме 6 сати. За подигнување или? За да се сликаме. Тоа И еве беше- 2 сати за да си го земеме пасош. И готови се документи? Ете, пасошот го земе. Знаете за можноста на лична адреса да се доставуваат документите? Не знам, сега слушнав. Личните карти требало така да се достави. Сега е по-добро, чим чекав ја за лична карта, по 5 сати чекав. А пасошот веќе 1 месец не е готов. Не е готов, а веќе 1 месец чекате. Да, од 22 декември сум го фрлил, уште не е готов. Пилот проектот за достава на лични карти и возачки дозволи важи само за Скопје и не важи за пасошите. Тоа е така, објаснува портпаролот на МВР Тони Ангеловски, затоа што за подигнување на патна исправа мора да се остави отпечаток од прст. Значи, документите се доставуваат преку полициските службеници, односно преку надлежната полициска станица. Например, ако вие живеете во општина Аеродром, тогаш надлежните полициски службеници од полициската станица во Аеродром го доставуваат личниот документ до вас, фактички, и исклучиво значи преку полициските службеници. Што доколку не ги најдат на домашна адреса граѓаните? Проектот е замислен вака, значи полициските службеници неколку пати доаѓаат на домашна адреса да го пронајдат лицето и доколку во рок од 7 дена не се пронајде лицето, тога се враќа документот во Македонската радиотелевизија, таму ќе можат да го подигнат граѓаните, но во овие 7 дена се разбира се прават неколку обиди да се пронајде лицето и обично ги пронаоѓаме граѓаните затоа што нели се калкулира, една се оди сабаље, една се оди пополни, зависно нели бидејќи сите различно работиме, некој работи прва смена, некој втора смена, но во секој случај се прават сите обиди за да се пронајде лицето, доколку во рок од 7 дена не се пронајде лицето, тога се враќа во МРТВ и тука граѓаните ќе можат да го подигнат документот. Доставата до дома е само во Скопје, бидејќи како што велат од МВР, во другите градови нема поголеми гужви. Но и во помала гужва, оние што чекаат за документи се исто нервозни. Пред пунктот во Велес, кој го посетивме, граѓаните велат дека со часови чекаат и за фотографирање и за подигнување на документите. Само чекаме и ти викат чекајте ќе биде. Што ќе биде? Месеци почека. Самите граѓани ред не си прават. Сите стоат на врата. Не може така, треба ред и да се направи ред кој се за зимање една трака, кој се за кликање друга. 6 часа, 10 сатот. И дури сега успеавте да влезете Да. да се фотографирате? Да. Зашто Не, документи? за взимање на документите. Знаете дека има пилот проект во Скопје за доставување на домашна адреса. Што мислите за тоа? Не звучи лошо. И може би е подобро така. Кој граѓанинот би се известил и да дојде и да не чека волку и ред и се. Оваа мерка на МВР сепак наидува на отпор внатре во полицијата. Од една од синдикалните организации велат дека не е работа на полициските службеници да доставуваат документи на домашна адреса. Тоа е и кршење на закон, тврди председателот на синдикатот на полицијата Орце Коцевски. Согласно законот за личната карта, член 13, граѓаните лично од полициската станица или од просториите на Министерството за внатрешни работи си ги подигаат своите лични карти, готови лични документи, односно и имаат обврска законска да ги дадат, нели да ги вратат назад веќе старите дотрајни лични карти или документи. Единственото решение според Коцевски е зголемување на капацитети во пунктовите за фотографирање и за подигање на лични документи. Дали ќе бидат тоа дополнителни простори, дали ќе бидат тоа наоѓање на дополнителен кадар со плюс дополнителни службеници каде што дополнително ќе бидат наградени за нивната работа,
за да излезат пред сцена во пресред на граѓаните и сето ова како да наречам ситуација да биде завршена што побрзо. Слични најави стигнаа и од новиот министер за внатрешни работи. По посетата на еден од пунктовите, Панчо Тошковски, најави дека ќе се направи реорганизација и ќе се обучи повеќе кадар. Со добра организација, со ангажирање со зголемување на бројот на луѓето кои што ќе работат таму, со награда на тие луѓе кои што ќе работат таму, заради тоа што работат по 8, 9, 10, 12 часа истите, со соодветно менаџирање и прераспределување на човечките ресурси кои што ги има Министерството за внатрешни работи, може да се подобри ситуацијата. Како во делот на фотографирање на граѓаните во однос на еден од првите чекори за издавање на патните исправи, така и во делот на издавање. А тоа е и единствениот начин да се забрза и да се олесни процесот, откако стана јасно дека Грција не се согласува со евентуално пролонгирање на рокот за замена на документите кои истекува за 10 дена, на 12 февруари, 5 години по стапувањето на сила на договорот од Преспа. По тој датум, за домашна употреба ќе продолжат да важат личните карти и возачките дозволи, но граѓаните кои сакаат да патуваат надвор од границите, ќе мора да поседуваат патна исправа на чија корица пишува Република Северна Македонија. По неколкумесечна правна битка со јавното предпријатие за државни патишта, преписки, барања и жалби, 360 степени доби конечно решение од второстепен орган со кое државната фирма се задолжува да ни го достави договорот за изградба на автопатите со Бехтел и Енка. Но иако го добивме правото, не ја добивме и бараната информација од јавен карактер. Едноставно, државни патишта не го даваат договорот. Директорот Еју Простеми вели дека кога владата го потпишала договорот, се согласила тој да биде тајна. Дури и кога обвинителството го побарало, владата прво барала согласност од Бехтел и Енка, дали смее да им го достави на истражните органи. Деталите од Александар Димитриевски. Не сакам да има ниту една дамка во однос на оваа постапка. Датумот е 23 април 2021 година. Во емисијата 360 степени гостува министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Меѓу темите на разговор е, во тој момент, свежо подпишаниот меморандум со американската компанија Бехтел и Енка за изградба на автопатски делници од коридорите 8 и 10Д. Ќе го доставам и до вас на увид на јавноста, тоа е меморандум кој што... Бочварски е соочен со критиките од дел од експертите и невладиниот сектор дека постапката води кон договарање во 4 очи, што е спротивно на законот за јавни набавки. Тој возвраќа, што и да се случи како последица од меморандумот, законот за изградба и договорот за изградба ќе бидат донесени во транспарентна процедура. И тие двата треба потоа да завршат во собранието, каде што повторно ќе се отворат пред пратениците, пред опозицијата, ќе се разговара со сите страни и апсолутно не смее да има ништо скриено за да не се доведеме во ваква ситуација да се прават паралели кои што се за мене недозволиви. Во дел на кинеските, еве како што и нарекувате, случаеви, кредити и оваа ситуација. Датумот пак кога се настанати овие снимки е 8 март 2023 година. Близу 2 години откако министерот Бочварски тврдеше дека меморандумот може и не мора да значи ништо, владата потпиша договор со Бехтел и Енка. Изградбата на автопатите беше кажано ке чини околу 1,3 милиарди евра. Усно беа споделени уште неколку детали, но не и писмено. Растеше притисокот да се објави договорот. И тогаш, на 12 април, вице-премиерот Артан Груби свика брифинг за новинарите. Покрај него беа министерот за транспорт и директорот на јавното предпријатие за државни патишта. На тој брифинг во зградата зад мене и беа соопштени две клучни работи. Дека договорот со Бехтел и Енка е прогласен за таен, што значи дека владата нема намера да го објави. А потоа ни беше објаснето и дека цената за изградба на автопатите може и да порасне од онаа првично соопштената, доколку земјава итно не смени неколку законски решенија со кои ќе се забрзаат постапките на терен. И покрај ставот на владата да не го објавува договорот, 360 степени не се откажа од намерата да го добие по институционален пат. Пред се, затоа што во прашање огромна сума јавни пари. Еден од тие обиди беше документот да го обезбедиме преку Законот за пристап до информации од јавен карактер. По нашето првично барање, јавното предпријатие не одби речиси без образложение. Едноставно, договорот не бил информација од јавен карактер. Се жалевме до второстепениот орган, Агенцијата за заштита на пристапот до информација од јавен карактер,
која го поништи првостепеното решение и предметот го врати на повторно разгледување. Во повторената постапка, јавното предпријатие повторно одби да ни ја даде информацијата. Овој пат, решението беше донесено врз основа на така наречен тест за штетност. Во него, меѓу другото се велеше дека откривањето на бараната информација може да го доведе во прашање извршувањето на договорот, а со тоа и реализацијата на стратешкиот интерес на државата. И дека заштитениот интерес е неспорно утврден врз основа на член 1 од Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и коридор 10D. Фактот што во цитираниот закон никаде не се споменува тајноста на договорот беше една од основите за повторно да се жалиме до агенцијата. Второстепениот орган повторно ги уважи нашите аргументи и овој пат не само што го поништи решението на државни патишта, туку и го задолжи јавното предпријатие да ни го даде договорот. Но јавното предпријатие повторно одби да го направи тоа, иако ги задолжи второстепен орган со конечно решение. Зошто? Го прашавме директорот Еупростеми. Дознавме дека државата се обврзала да не го дава договорот без одобрение на Бехтел и Енка, па дури и кога документот го барало јавното обвинителство. Значи вака. И јас како директор на јавното предпријатие за државни патишта сум подписник на тој договор, но тој договор беше донесен од страна на влада. И подписници на тој договор сме јас и министерот за транспорт и врски и Бехтел и Енка. Во договорот има една клаузула каде што вика дека ова делом на тајна и за да се објави овој договор треба да се согласи и партнерот што е Бехтел и Енка и владата. Бехтел и Енка вика ние не се согласуваме овој договор да биде објавен и ние. И договорот што го имаме доставено до јавното обвинителство, бидејќи јавното обвинителство отвори постапка за подпишување на овој договор, ние побаравме одобрение од Бехтел и Енка. И Бехтел и Енка даваше согласност ние да го доставиме до обвинителството. Исто така, и Државниот завод за ревизија бараше согласност и ја бараше договорот да го разгледа договорот што го подпишавме ние и Бехтел и Енка, ние побаравме мислење од влада и од Бехтел и Енка. И ние постапуваме според договорот што го имаме подпишано. И во договорот што го имаме подпишано има клаузула каде што партнерот вика дека договорот не смее да биде објавен, бидејќи тамо има и како се формулираат цените на градба и други ред работи. Но исто така, кога сме тука, јас сакам и порано сум го кажал ова, бидејќи и другите договори што го имаме подпишани ние преку процедурите со Европска банка и преку процедурите со Светска банка, и тие договори не се објавуваат. И тие договори не се јавни. Тие договори се помеѓу подписниците на договорите и процедурите кај, например, кај Европска банка или кај Светска банка. Ве разбирам, но во овој случај тело кое што цени дали еден договор треба да биде јавна информација е Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информација од јавен карактер. Вие сметате дека не треба да ја послушате? Ние, бидејќи ние треба да прво да го почитуваме договорот што го имаме подпишано. И во договорот што имаме подпишано има клаузула каде што ние не смееме да го објавиме еден документ кога значи, другиот подписник не се согласува. И во тоа, кога ги гледаш овие обврски што ги имаш преземено ти како подписник на овој договор, мора да го почитуваш тоа. И ние ја почитуваме договорот што го имаме подпишано. Но не ја почитувате агенцијата. Сега ние бараме, ние ја почитуваме агенцијата, ние ја информиравме агенцијата, ние ја информиравме агенцијата за договорот дека треба да дава согласност и владата на Република Северна Македонија и конзорциумот Бехтел и Енка, и дека конзорциумот Бехтел и Енка не се согласува договорот да биде објавен, и ние ги почитуваме сите институции, ги информираме сите институции, бидејќи ако не се почитува договорот, има клаузули каде што ние треба да платиме и пенали за тоа што не се почитува законот. Договорот, извини. Може ли договор да биде над законот? Ова беше едно од прашањата на кој побаравме одговор на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Кај професорот по управно право Драган Гоцевски, секако нема дилема. А за да немаат институциите, објаснува тој, реформата на системот за пристап до информација од јавен карактер требаше да ја зајакне агенцијата. Во вакви случаи,
да може и сама да ги прибере информациите. Но додава, тоа не е така во пракса. Сега можеме да толкуваме зошто е тоа така. Од една страна е практично прашањето, доколку него дава имателот информацијата правото на вас како странка, нема да го даде ни на второстепениот орган. И не го дава. Второстепениот орган нема истражен капацитет да влезе во простори и сам да го одземе. Може само да го побара да му бидат обезбедени. Друг аспект кој што може да се разгледа тука и во начинот на толкувањето е дека и барателите на правото на слободен пристап информација од јавен карактер во жалбениот петит, во жалбеното барање, не бараат агенцијата да му го обезбеди информацијата, туку бараат да го поништи решението и да му наложи на првостепениот орган да одлучи дека ќе му ги даде. И во таа насока агенцијата и постапува во насока на жалбеното барање. Дали може да заклучиме дека законодавецот пропуштил да размислува за ситуација дека на некого може да му текне дека ете нема да извршува, да и покрај второстепено решение речи не ја дам информацијата, зашто не сакам. Сметам дека не треба. Знаете како се, ова е малку пошироко прашање, што доколку една демократска држава не сака да биде демократска држава. Што доколку една република која се декларира како правна држава, каде што едни од основните темелни начела на уставот се начелото на законитост, одлучува во практика да каже нема да ги спроведуваме, не важи тоа за нас. За потенцијално спорните елементи од договорот на владата со Бехтел Јенка постапуваат и други надлежни органи. Државната комисија за спречување на корупцијата изготви анализа која посебно го третира изборот на надзор, посебно изборот на фирма изведувач. За дејствијата кои ги вклучуваат прво меморандумот, а потоа и законот и договорот за изградба на патиштата. Анализата заклучува: ваквото постапување на клучните институции упатува на нивно координирано постапување со однапред анализирани и договорени постапки во носење одлуки со цел да се додели договор и обезбедат поволни услови за ангажирање на фирма за изградба на конкретните коридори на начин кој е во спротивност на воспоставениот правен систем во РСМ и го нарушува основниот принцип на владењето на правото. Ако се има предвид и фактот што договорот за изградба на 110 км автопат е во износ од 1,3 милиарди евра, неговото класифицирање со степен доверливо, тоа го прави недостапен за јавноста и стручната фела, создава сомнеж за нереално високо процената вредност на проектот и идна штета на буџетот на Република Македонија. Анализата е пратена во јавното обвинителство, поточно обвинителството за гонење на организиран криминал, кое, исто така, постапува и за изборот на надзор и за изборот на изведувач. Антикорупционерите барале состанок со обвинителството на оваа тема, но не го добиле. Ние пак прашавме, до каде се дејствијата кои ги презема истрагата. Ни одговорија кусо дека се постапува. Во меѓувреме, ја продолжуваме правната битка и тестирањето на институциите, за тоа колку ги почитуваат законите. А Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер ни помогна да го добиеме договорот за јавно-приватно партнерство со словенечко-австриската фирма Саубермахер за собирање на отпадот во Тетово. Според документот подпишан од градоначалникот Билјал Касами и директорите на странската компанија, контејнерите ќе ги чисти приватниот партнер, а тој ќе се грижи и за изготвување и наплата на сметките. Најголемата надлежност која останува кај општина Тетово е да ја одредува цената, но и тука странскиот приватен партнер не е оставен без збор. Славица Филиповска Иванова. Вака изгледаат контейнерите за одлагање отпад и нивната непосредна околина во тетовската населба Блок 70. Можеби состојбата би се решила ако сцените со купишта смет не се пресликуваат низ речиси сите градски населби. Во населбите низ Тетово вообичаено е да се живее покрај вакви депонии. Тетовци велат дека сметот одамна не се собира редовно и бараат конечно решение на проблемот. Не е добро да се живее во овој, имамо внуци, играат, прават. Ова депонија више не е само сега, ево цело лето, цела зима. И уште малку ќе ни влезе и натре ќе ни влезе. На овие нема контейнери, овие згради, што се. Другите се снаоѓаат кој како знае и уме, така да и од тамо се
планирал дека и од долните згради, овие згради се беше кашот. Значи 40 стана, по едно нелонче, тоа ти е 40 нелончи. Се чисти редовно? Како редовно, сами гледате. Редовно или лево? Редовно кој ги празнат канти. Не знам дали се платени тие луѓе што работат, дали не, може некој штрајк, може некој... Не знам. А дали вие редовно плаќате сметки? Јас ги плаќам моите. Ни требаше подолго време за во Тетово да најдеме контејнер како овој, да не е преполн со ѓубре. Набрзо откривме зошто е така. Непосредно пред нас поминала екипа на комуналното предпријатие, но кога ги пресретнавме, повеќе не собираа ѓубре, туку го поправаа расипаниот камион. Јавното комунално предпријатие тоне во долгови и не исплаќа редовно плата на вработените. Сега се прават обиди за решавање на проблемот. Градоначалникот на општина Тетово, Билал Касами, реши да се обиде со модел на јавно-приватно партнерство. Пред неколку месеци потпиша договор за собирање и депонирање на отпадот со словенечката филијала на австриската фирма Sauber Macher. Според податоците од Словенечкиот централен регистар, приватниот партнер со кој потпиша Касами работи веќе 34 години во Словенија. Лани ја завршиле годината со профит од 3,7 милиони евра и се категоризирани како фирма со средна големина. Меѓу директорите во Словенија и газдите во Австрија не наидовме на имиња познати на македонската јавност. За да влезе на македонскиот пазар, Sauber Macher мора да има локално представништво. Затоа е формирано Друштвото за комунални услуги, ОАЕ-Неум, чиј сопственички капитал ќе го преземе странската фирма, а засега е во собственост на општина Тетово со управител Даут Мемиши, кој е заменик директор на локалното комунално предпријатие. Господине Мемиши, кое е вашето мислење? Од каде е интересот на австриска фирма да се занимава со отпадот во Тетово? Domethënë interesi i përgjithshëm i atyre është që të menaxhojnë me qytetin e Tetovës, pasi që kanë parë potencialin që Tetova është, domethënë ka nevojë për menaxhimin e mbeturinave, pasi që deri më tani nuk kemi mundur të gjejmë një zgjidhje afatgjatë e qytetit tonë. Ne kemi pasur rastin që këtë kompani private të hulumtojmë në gjithë Evropën, ku ata gravitojnë, domethënë në qytetet e tjera ku menaxhojnë me mbeturinat. Кој беше линкот? Како стапивте во контакт? Они ве побараа, вие ги побаравте? Ka pasur disa ofertues të cilët, domethënë kryetari i komunës kur veç është interesuar që këtë ndërmarrje ta privatizojë, domethënë kemi pasur shumë ofertues serioz nga gjithë Evropa, nga Austria, Zvicra, Gjermania dhe Slovenia, mirë po kemi përzgjedhur si ofertuesin më të mirë të mundshëm për menaxhimin me mbeturinat, pasi që kemi parë modelin e tyre të suksesshëm në shumë shtete të Evropës. Sauber Macher треба да го преземе ОАЕ-Неум до почетокот на февруари. До тогаш, Ред со отпадот се труди да воспостави новото друштво за комунални услуги, на чие чело е менаџментот на претходното јавно предпријатие. Реално тешко ви оди, да речам, мини депонии никнуваат низ цел град и тоа навистина ги револтира. Po, është e saktë. Unë, domethënë, ju kërkojmë ndjes, domethënë, gjithë qytetarëve pasi që gjitha tranzicionet janë të rënda, domethënë, kur bëhet një tranzicion për të bërë diçka tjetër për më mirë, domethënë, faza tranzicionale është shumë e rëndë për ta menaxhuar. Ne kemi pasur, domethënë, nga dhjetori, fundi i dhjetorit dhe fillimi i janarit kemi pasur shumë vështirësi, domethënë, në ndërmarrjen e re, pasi që me marrëveshjen që u bë në Këshillin Drejtues, që bëri kërkesë në ndërmarrja komunale Tetova-Tetov, që ka qenë e vjetër, që ka kryer shërbimet komunale në qytet për mbledhjen e mbeturinave, domethënë pushoi nga ajo detyrë dhe ata të gjitha detyrimet i kaluan firmës së re, domethënë OANEUM-it, ku unë jam udhëheqës i OANEUM-it. Mirë, por nuk kishim të përfunduar domethënë sistemin organizativ të brendshëm të punës dhe për këtë shkak kemi pasur shumë probleme domethënë ato ditë. Mirë, po tash është stabilizuar gjendja dhe besojmë që do të rrjedhë ashtu dhe do të shkojë drejt përmirësimit. На договорот со приватниот партнер од 21 октомври 2023 година потпис ставија градоначалникот Касами и двајца директори на фирмата, Роберт Чаик и Рудол Хорват. На документот од 20 страници наведени се правата и обврските на двете страни. Странската компанија треба да ја користи исправната механизација и опрема на јавното комунално предпријатие Тетово и за изнајмувањето да плаќа по 1600 евра месечно. Звучи малку, но само за оние што не ја виделе механизацијата. Во рок од 6 месеци приватниот партнер треба да купи и нова опрема за собирање отпад во вредност од 280.000 евра.
Новата фирма треба да преземе најмалку 100 вработени од старото комунално предпријатие. И главното, словенечко-австриската фирма е таа која ќе издава и наплаќа сметки. Тоа вклучува воспоставување нов систем на наплата, зголемување на опфатот на корисници, склучување договори и фактурирање. Од вкупната сума која ќе се собира од наплатата, приватниот партнер е должен на општината да ја исплати 1% како концесиски надомест. Сето ова, пишува во договорот, следи од како приватниот партнер ќе предложи, а општината ќе прифати нова цена за собирање смет. Советот на општина Тетово пак веќе ги коригираше цените на услугите за корисниците. Веќе ве обвинуваат политичките опоненти дека ја зголемувате цената на комуналните сметки. Jo, nuk është se do të rriten llogaritë për qytetarët. Ne kemi diskutuar këtë edhe në mbledhjen e Këshillit Komunal që u kalua si pikë e rendit ditës dhe kemi dhënë sqarime që do të jetë më e mirë për të krijuar një databazë të shëndosh për gjithë qytetarët, pasi që deri më tani të llogaritim ashtu është quajtur ajo llogaritja për kokë banori në paushall, kurse tani do të jetë ajo për metër katror. Nuk është se është shumë e lartë, pasi që në studim fizibilitetit që është krijer gati këto një vit e gjithë që merren me këtë partneri privat, kam paraparë që domethënë shuma për metër katror domethënë të llogaritet shumë më e madhe se sa nga oferta që ka ofruar ofertuesi privat. Besoj që gjithë qytetarët do ta shohin se do të jetë një shumë simbolike, domethënë parafërsisht e njëjta siç ka qenë. E kam sqaruar mund të jetë një problem, ti themi ashtu problemi i vogël, tek ata të cilët kanë shtëpi më të mëdha 2 apo 3 kate, po për ata dhe nuk banojnë aq shumë banorë në atë shtëpi, për ata partneri privat është i obliguar 3 deri 6 muaj të bëjë një analizë të detajuar me inkasantët dhe kontrollorët që të marrë databazën e shëndosh nga qyteti dhe të rregullojë edhe këto probleme të vogla. Според договореното, фирмата треба да најде успешен модел за менаџирање на наплатата на сметките. Тоа е стара болка, не сите тетовци ги плаќаат сметките. Како мислите, зошто приватна фирма би успеала да стави ред во наплатата, кога општина Тетово не успеваше толку време? Ju e dini se ndërmarrja domethënë aktuale që ka qenë në NPK Tetov ka gjeneruar borxhe shumë të vjetra dhe ka qenë e pamundur një situatë të tillë që të vendosh rend dhe të krijosh kushte edhe për punëtorët, por edhe për pajisjet të cilët duhet t'i kesh në qytet për të krijuar kushte qytetarëve që më pastaj të krijosh domethënë edhe kushte për pagesën që to kërkosh llogaritë që janë të paguara. Partneri privat edhe për këtë shkak domethënë është bërë ky koncesioni pasi që ata kanë para domethënë edhe pjesën e investimit në atë pjesë, që unë besoj që qytetarët e Tetovës dhe gjithë ne që jetojmë këtu në Republikën e Maqedonisë Veriut, jemi shumë të ndërgjegjshëm, mirë po duam domethënë kushte të cilat ne duhet t'i plotësojmë, mandej edhe pagesën do ta krijnë ata me dëshirë të madhe. Nuk besoj që do të kenë ndonjë problem. Но во договорот е пресликан актуелниот хроничен проблем – неплаќањето сметки. Ако месечниот износ на ненаплатени фактури е поголем од концесискиот надомест, тогаш приватниот партнер за тој период нема да исплаќа концесиски надомест кон општината, пишува во договорот. А приватниот партнер се заштитил и од можните поскапувања на трошоците. Ако се зголемуваат обврските или се намалуваат правата на приватниот партнер или неговата финансиска состојба значително се влошува поради зголемување на оперативни трошоци во работењето, со цел да не предизвика влошување на неговата економска состојба, јавниот партнер ќе одобри нов повисок ценовник во кој ќе се земат предвид трошоците за исполнување на новите обврски од страна на приватниот партнер. Доколку не се одобри нов повисок ценовник, јавниот партнер ќе биде обврзан да ги покрие овие нови трошоци. Според мене ова можеби е најризичниот дел од договорот, бидејќи општината ќе треба да одобрува повисок ценовник или да покрива трошоци. Зошто се нафативте на вакво нешто? Jo, kjo është domethënë si pikë e venduar në kontratë, mirë po nuk besoj se do të ndodhë kjo pasi që deri më tani me ndërmarrjen në NPK Tetov besoni që nuk kemi arritur të gjenerojmë të ardhurat nga fakturimi real që kemi bërë në qytet, mbi 35% në asnjë muaj nuk kemi arritur të gjenerojmë të ardhura. Kurse me ardhin e partnerit privat, domethënë me një sistem të ri të funksionimit softverik dhe hardverik të cilën e kanë venduar në qytet, unë besoj që ata do të arrijnë pagesën ta bëjnë domethënë difish më të madhe se sa ka qenë në ndërmarrje. E dim që nga koha e Covidit këndej domethënë edhe rritja e çmimeve të cilët kanë arritur çmime shumë të larta derivatet e naftës, pajisjet të cilët i kemi në mirëmbajtje, ata kanë bërë që edhe kjo të jetë edhe një pengesë plus për ndërmarrjen aktuale e cila është.
Këta i kam bërë të gjitha analiza, domethënë edhe kiç çmim që ka ardhur nga ofertuesi, domethënë janë parapar gjitha parametrat që nuk do të ketë probleme në të ardhmen. Имате искуство во сферата на комуналните услуги, верувате дека овој проект ќе успее? Dhe besoni që ato që kemi parë që punën e tyre janë shumë serios ta bëjnë në vendet e tyre. Unë them gjithmonë që 20%, 30% të jetë realizueshme vitin e parë në të cilin ata do të nisin, të gjithë qytetarët do ta shohin ndryshimin real që do të jetë në qytetin tonë. Времетрајањето на договорот е 15 години и почнува да тече од денот кога фирмата ќе почне да го собира комуналниот отпад. Останува само уште да почне, а потоа за некои месеци ќе се знае дали тетовци конечно нема да се гушат во смет и по која цена. Кога ќе се спомне формула, првата асоциација за љубителите на трки во земјава се телевизиските преноси, зашто малцинство се оние што може да си дозволат лично да бидат на трибините на таков надпревар. Во зградата на Машинскиот факултет во Скопје работи една група студенти чии соништа одат многу подалеку. Го прават првиот македонски болид, надевајќи се дека тоа ќе ги одведе до конструкторските и механичарските тимови во Формула 1. Зоран Јовановски. Првиот македонски тркачки автомобил во стилот на Формула 1 е на пат да излезе од лабораторијата на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тимот Macedonian Engineering Students, составен од 20 студенти од различни насоки на техничките факултети, околу една година работи на создавање на болидот. Со возилото тие првпат ќе учествуваат на Формула Student, глобален надпревар кој се одржува на дисперзиран начин во 22 земји. Целта е да ги потикне студентите да дизајнираат, конструираат и да се надпреваруваат со тркачки автомобили. Да, ова е моторот што ќе го погонува нашето возило. За каков мотор се работи? Значи, за 4-тактен мотор од мотоцикл, конкретно марка Yamaha. 600 кубика е моторот, значи тоа е неговиот работен простор и поради надпреварувањето имаме некои мали промени што мора да ги направиме за да може да учествуваме, затоа што надпреварувањето е пак инженерство. Не е само да се купат делови, да се склопат и да се оди, треба некои пречки да се надминат. На надпреварот учествуваат околу 600 универзитети. За да се квалификуваат, македонските студенти поминале тестирање. Нашиот тим ја освои позицијата во една од државите каде што ќе се одржува, тоа е Хрватска. За таа цел полагавме квиз, на кој се надпреварувавме, да речам, со универзитети од повеќе држави, главно од Балканот. И освоивме солидна позиција како за прва година. Од 41 универзитет, нашиот беше на 20 место. Да се измери овдека. До август, кога се одржува надпреварот, вака треба да изгледа крајниот производ. Моментално ни стигаат се повеќе и повеќе делови кои што треба да ги склопиме. Например, во мојот дел, тимот Кокпит, сега моментално го изработуваме воланот, каде што јас како индустријски дизајнер треба да го дизајнирам обликот и изгледот на воланот, а тимот Електро ми помагаат каде треба да ги поставам копчињата, колку копчиња, например, ќе бидат потребни, дисплејот. Ако го свртиш веднаш 180 свртиво, не треба да ти го преоѓа аголот на видикот, сеќаш? Да. Тука пример ќе има вака, ај сврти 180. Добро. Сеќаш? Да. За да што ти ако вртиш 180 степени, не сме ти смета во погледот. Битни делови што кои работам се безбедносните системи во колата. Ако нешто се случи да има проблем со колата, возачот мора да биде известен за тоа. Работам на дисплејот, за да види колку му е брзината на движење, колку гориво му е останато, дали има некој проблем, во која брзина се наоѓа. Тие се сите информации кои се битни за возачот, меѓутоа преку електроника мора да му ги кажам на возачот. Надпреварот има статички и динамички дел. Во статичкиот студентите се надпреваруваат со начинот на дизајнирање на возилото и буџетот што го имале на располагање. Колку возилото е поквалитетно направено со помалку пари, толку повеќе бодови се добиваат. Барем тука, нашите студенти, помалку на шега, велат дека имаат предност. Динамичкиот дел пак е во форма на трка во која се оценува издржливоста и забрзувањето на возилото. Треба да се штелува да поминува и воздух. Да, затоа што ние плюс не сме во фул капацитет. Многу тимови што немаат кажано од соседните земји,
биле веќе пример 4-5 години само со статичкиот дел, додека не го направиле болидот. А ние доколку стигнеме да го направиме болидот во прва година од учеството, тоа ќе биде, сите ни кажа дека ќе биде нешто што веќе никој претходно не го направил. Нас цел ни е нешто што ќе може да се развива во иднина, затоа што овој проект ќе остане дефинитивно, нешто што е ефикасно во однос на пари и нешто што е издржливо. Тоа ни е целта за првата година, да се темелите поставени, потоа ќе си оди во лабораторија, дефинитивно ќе се развива проектот повеќе. Во целиот проект, студентите гледаат можност да ја представат својата земја, но и потенцијал за личен развој. Искрено, ова искуство е, јас го гледам како одскочна даска, да кажеме, нели, на жаргон некој, затоа што ако успееме или кога ќе дојдеме над преварањето, таму има многу вработени во Формула 1. Пример, во Мерцедес тимот и доаѓаат, гледаат и може да не видат нас како студенти дека работиме, дека сме заинтересирани за ова се, нели се справуваме со секакви предизвици и тие може да не вработат или да не земат под нивно да работиме за нив. Нивниот ментор смета дека е добро што студентите добиле солидна поддршка од приватните фирми, но нагласува дека секоја дополнителна донација е добре дојдена. Порачува државата редовно да го препознава потенцијалот на квалитетните млади кадри. Се надевам дека државата организирано ќе почне да помага вакви настани, да не биде ова само од случај на случај или од група на студенти на група студенти, туку ќе имаме организираност и ќе ги мотивираме студентите повеќе да се организираат во вакви такмичења, во вакви проекти, да изнајдат нови начини како да создаваат нови знаења. Сепак иднината на државата или иднината на просперитетот на нашата држава зависи од тоа како ќе создаваме нови знаења и нови иновации. Студентите се надеваат дека сепак ќе стигнат да го завршат нивното возило за годинешниот надпревар. Нивниот сон е некогаш, барем некој од нив, да биде дел од врвните тимови на престижната Формула 1. Не заминувајте од МРТ 1, следува новата саботажа на Сречко Поповски. Впечатлив е периодот кој го имаат дипломатите кои своите пензионерски денови ги минуваат како медиумски аналитичари. Полна им е устата со светската геостратегија, но нивниот ангажман добива партиска димензија, доколку некој од нивните колеги вербално атакува врз нивните политички мезимчиња. Да сме ние држава како што треба, во еден ваква изјава него официјално, после на ваква изјава, после ваков тежок безобразлук, државата го прогласува тој човек за персона нон грата. Да не смее да влезе повторно. И што поарни не се ни оние од другата страна, што е уште поспецифично, тие од позиција на моќ велат дека некому треба да му се покаже вратата кон излезот. И тоа настрана изговорите, туку само затоа што в лице му го кажа тоа што имаше да му го каже на неговиот шеф. Можете да одите вие во Холандија и да кажете како амбасадор, да одите во судски совет или во Врховниот суд и да кажете можете да одите. Можете, ама ќе ве протераат. Веројатно во Холандија да. Сега се гледа дека се работи за идеја која е својствена само на големи умови. И тоа не само државнички, туку општо како производ на сериозен капацитет за кој навистина е потребна огромна интелигенција, која изгледа и не им недостасува, особено на поранешни официри на JNA. Ai ka experienced male edhe punon aq sa po të vi për shembull edhe mas 12 orës a në gjumë nuk vete. Së pari shkon lexon drejtësi edhe aq e ka koeficientin sa Einsteini ndoshta pak më të madh. Секоја чест за големите македонски алберти, но проблем се малите. Нив не само што ги снемува, туку веќе не мерат коефициент на интелигенција, туку коефициент како квота во облажувалница. Се разбира, како се уште се тука. Нели гледаш оти младината сета бега, тај што е паметен бега, тие само останаа што може да играат по казината.
Зарод со неа изгледа не излезе, па сега сите што се обложуваат на неа ги креваат рамениците. А таа орна и полна со енергија. Не се препорачува само себе си, туку бара да им пружи можности на други, кои што како и таа, досега немале изгледи да се покажат. Мислам дека на сите луѓе кои што носат можеби некоја нова енергија и кои што имаат нови идеи, нова замисла, нови политики, дека треба да им се даде шанса. И на крајот, може треба да им се даде шанса, ама правецот кон кој насочуваат не изгледа баш привлечен, ниту во минатото, ниту сега, а сосем известно, ниту во иднина. Погледај каде се сите македонци у диаспора и кај се оцелиле од Македонија, у печално кај одишло. Америка, Канада, Австралија, Германија, Франција, Скандинавија. Каде е Русија, каде исто. Еден македонец отишол од двајцата браќа Миладинови и која се вратил напишал тага за југ. Веќе никој не тагува ниту по југот. Тој што успел да замине, пушта солза, ама радосница. Оти никогаш нема ни да се врати. Завршуваме. Следното наше издание е в понеделник во 20:15. До тогаш пријатно.